Почитувани присутни, почитувана македонска јавност, најпрво дозволете ми да го искоментирам ова парламентарно мнозинство кое што е составено од политички чинители кои што во изминатиот период го воведоа моралниот хазард во политичкиот систем во Македонија, кои што неморалното го прикажаа како морално, а ненормалното како нормално. Сето она кое што беше ветено се излажа, а она кое што не беше ветено, она во кое што се колнеа, го направија. Така да овој владин предлог, состав на влада, кој што денес имаме можност да го погледнеме, слободно можам да го наречам како Титаник влада. Вака на прва звучи Титаник влада силно мокно, но ќе направаме на компарација зошто Титаник. Сами вие рековте и не уверувате дека ќе трае ова влада долго. Направени сте за големи цели, со големи очекувања, со многу пари, исто како оној славен брод кој што бил направен за големи очекувања, за големи цели, бил наречен дека е непотоплив, па оттаму и сличноста која што ја носите. Но гледајќи ги партиите од владеачкото мнозинство, политичките партии и чинители во овој владин состав, повеќе или помалку ми наликуваат на оние горни слоеви од овој славен брод, од оној раскош, елитизам, глумење на сива еминенција, многу пари. Ако ги гледам оние помали политички партии од овој владин состав, пак ми наликуваат на оние патници во овој славен владин брод, кои што се сместени во подолните слоеви, во они многу полоши услови, но надевајќи се дека можеби и тие ќе бидат дел од овој славен брод, иако знаеле во какви услови ќе патуваат, надевајќи се можеби дека ќе сркнат од онаа сребрена лажица, исто како што помалите партии практично ништо не добија во оваа владина коалиција. Ако грешам, колега Павле Трајанов, слободно коригирајте ме. Друга сличност која што ја гледам помеѓу оваа влада и помеѓу овој брод е тоа што Титаник бил потопен од Санта Мраз, а оваа неславна влада за кратко време, која што исто така треба да интегрира Македонија кон Европската унија, ќе биде потопена од Санта Мраз, наречена македонски народ. За кратко време ќе ви се случи тој македонски народ и таа Санта Мраз ќе ве потоне. Почитувани присутни, исто така сакам да споменам дека парите со кои што ја глумите силата и моќта, за кратко време ќе ви вредат колку што вредеа парите на оние скапи патници во Титаник, кога во последните моменти се спасуваа. Имаа пари, ама немаа каде да ги потрошат. Сега, многу битен момент за мене и за јавноста во Македонија е тоа што во овој владин брод има еден патник кој што купил скап билет, ама не од негови пари, туку од парите на граѓаните на општина Штип. Тој патник овој билет го купи сакајќи да се спаси од жителите, од граѓаните на општина Штип, затоа што кукавички избега, качувајќи се на овој скап брод, а оставајќи ги жителите на општина Штип во Чамец. Ама заборавајќи дека кога ќе потоне бродот, ќе бара спас во истиот тој Чамец. Почитуван сограѓанин Бочварски, за тебе место во тој Чамец ќе нема. Затоа и во последните изборни циклуси губите како партија во Штип. Затоа што го оставате народот и ги оставате граѓаните на општина Штип на цедило. Но имам еден предлог до капетанот на овој владин брод, до мандатарот на новата влада, затоа што овој патник во Штип добие на функција неславна, беше именуван како командант на кризниот штаб
за справување со COVID-19, па со неговото командување го позиционира Штип на врвот на листата на најмногу заразени од COVID-19. Појава еден предлог од мене, можете слободно да го позиционирате во овој владин брод како капетан за справување со Санта Мраз. Сигурно ќе однесе некаде далеко. Ја користам и оваа прилика, затоа што ќе имате доста време во овој владин брод, затоа што побегнавте од граѓаните на Штип, да ви приложам разгледници кои што кога ќе имате слободно време, слободно си ги пролистајте во овој владин брод, а ова се ветените, а не реализирани проекти на граѓаните на општина Штип, кои што немајки доблест оваа година да ги довршите, пред 3 години ги ветивте, не ги реализиравте, а сега затоа сте наградени да го управувате најсилниот ресор, еден од најсилните ресори во Македонија, транспорт и врски. Ако овие проекти ги излажавте за Штип, што може да очекува од вас македонската јавност? Еве јас ќе посочам неколку не за вас, затоа што вие добро ги знаете што се сте излажале, да види македонската јавност. Ова е еден од тие проекти жичара до Исерот во Штип, од кој што нема абер. Овде исто така има еден добар проект за аквапарк најголем на Балканот. Можете во слободно време да си го разлистувате и да си ги разгледувате овие ветени, а не реализирани проекти. Исто така има доста интересен проект, вели ќе го гасифицираме Штип. Абе не можевте да направите водовод и канализација, а камоли гасификација. Сето ова кое што граѓаните на Република Македонија имаат можност да го слушнат за овој кандидат кој што се прикажува дека ќе ја гради Македонија, а во изминативе 3 години ги лажеше Штипјани, имате можност да преку овие цртеж проекти со кои што ги манипулиравте граѓаните на општина Штип, да процените како ќе се развива и како ќе се гради Македонија. За крај ќе направам една дигресија, затоа што колегата Николов, исто така од Штип, спомна нешто поврзано за здравството во Штип, па сакам исто така да напоменам дека колега Николов, благодарение на политиките на ВМРО ДПМН, вие станавте еминентен доктор во Штип, затоа во власт на режим добивте можност да бидете изграден како доктор, да добиете доусовршување како доктор, а она кое што ви остана како аманет кој што треба да го довршите е да ја довршите клиничката болница во Штип, во која што цигла не вградивте и шајка не заковавте. Ете тоа направивте од здравството во Штип, освен делење на тендери со фирмата на Жути, друго ништо практично не видовме од вас. Ви благодарам. Сашко Николов, реплика.